Последните бродови кои што испловија од Ормускиот теснец пред ескалација на кризата и блокадата на овој премин, веќе се пристигнати до рафинериите. Пазарот веќе се соочува со сериозен притисок и ризик од недостиг на милиони барели дневно за производство на нафтени деривати. Ова го отвара прашањето дали недостигот на овој енергенс ќе се одрази и кај снабдувањето во Македонија. Според енергетскиот експерт Митко Андреевски, македонските граѓани не треба да се плашат дека ќе има физички недостаток на горива на пазарот. Македонските граѓани, порак од мене, ако е тоа возможно, да се воздржат од паника. Нафта и нафтени деривати за Македонија ќе има, што не е случај во Србија и Бугарија и Романија, каде што собственици на рафинериите се руските компании како Газпромнефт и како Лукойл. Но Андреевски посочува дека голем проблем и предизвик во иднина ќе бидат цените на суровата нафта, која првпат во историјата се менува не само на дневна основа, туку час по час, дури и минута во минута, со големи скокови. Но и покрај ова снабдувањето ќе остане стабилно во Македонија, пред се поради долгорочните договори и сигурните извори за набавка на сурова нафта на клучната компанија за државава грчки Хеленик Петролеум. Андреевски веле дека не може да се случи сценариото како со природниот газ, кога богатите азиски пазари го презема овој енергенс, па наместо во Европа завршуваше на истокот. Според Андреевски, тоа е невозможно со суровата нафта, бидејќи договорите што ги имаат сериозните компании, меѓу кои и Хеленик Петролеум, гарантираат дека количините ќе бидат испорачани до рафинериите. Но, знаејќи од каде се набавува, од Норвешка, од дел од афричките земји, јас не верувам дека до такво нешто ќе дојде. Како прво, како второ, тие се пресериозни договори и не е така едноставно дека можеби некој повеќе пари ќе понуди и ќе ги префали. Се случува тоа во одредени ситуации кога однапред не се договорени тие количини, него се на слободниот пазар или се тргуваат од ден за ден. Но познавајќи ја политиката на работење на Хеленик Петролеум, до тоа сигурно нема да дојде. Андреевски дополнува дека течниот газ и технички може да се купува на отворено море и да се пренасочува кај богатите купувачи, но со нафтата не е ист случајот. Причината е што рафинериите работат со различни типови нафта, кои одговараат само за одредени постројки. Европските рафинерии, вклучително и оние на Хеленик Петролеум, во многу мал дел преработуваат нафта од Персискиот залив, која најчесто завршува во рафинериите во Јапонија и пошироко во Азија. Од Докта, која е во собственост на Хеленик Петролеум и преку која од 70 до 80% се снабдува македонскиот пазар со нафтени деривати, велат дека снабдувањето е нормално и дека внимателно ја следат состојбата. Окта продолжува редовно да го снабдува домашниот пазар и е подготвена да го прилагоди планирањето на снабдувањето во зависност од развојот на состојбите во регионалната и глобалната енергетска средина. Според информациите од владата, за викендов не е закажана владина седница на која ќе се разгледуваат состојбите со цените на нафтените деривати, но оттаму велат дека будно ја следат состојбата и доколку има потреба, ќе се свика седница за да се разгледаат можните мерки.